Централен дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Во него донесуваме најнови информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Винскиот туризам ќе привлекува туристи во општините од Вардарскиот плански регион. Велешката болница е една од 5 најдобри во Македонија. Драмски утре гостин во Велешки театар. Во 9 општини во Вардарскиот плански регион ќе се развива винскиот туризам. Целиот регион изобилува со вински производи, па од таму идејата за негово создавање. Овој проект ќе биде новина не само во овој регион, туку и во цела Македонија. Целта е развој и привлекување на домашни и странски туристи, како и промоција на општините. Ќе се развива винскиот туризам во општините во Вардарскиот плански регион. Овој проект е од огромно значење за овој регион поради изобилството од вински производи, од каде што и потекнува идејата за негово создавање. Со целосна поддршка од Вардарскиот плански регион ќе се развива и гради со цел привлекување на домашни и странски туристи, што од друга страна придонесува за промоција на општините и развој на винскиот туризам, што е новина не само во овој регион, туку и во цела Македонија. Предностите на Вардарскиот регион е токму тоа што изобилува со вински производи, од каде што и потекната идејата за овој проект. Како почетна фаза, проектот за кој што имаме обезбедено финансиски средства, вклучува изработка на целосна документација за изградба на објект, уредување на околина и во иднина градење и отворање на центар за промоција и продажба на типични производи и туристички пакети во општина Демир Капија. Програмата за регионален економски развој во Македонија, ГИЗРЕД, е донатор за развој и имплементација на повеќе проекти во општините од Вардарскиот плански регион, меѓу кои проектот за развој на винскиот туризам. Овој проект е од регионално значење и придобивките ќе ги почувствуваат сите општини, затоа што сите имаат потенцијал и производи за развој на винскиот туризам. Центарот за развој на Вардарски плански регион поднесе проектна апликација од регионално значење, која што претходно имаше поддршка од страна на Советот за развој на Вардарски плански регион и доби финансиски средства во висина од 1.839.000 денара за проект во делот на туризмот, поточно развој на винскиот туризам. За овој проект обезбедени се 1.839.000 денари, средства кои што во целост ќе овозможат да се реализира проектот за развој на винскиот туризам. Општините од Вардарскиот плански регион, како и Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, заеднички ќе дадат свој допринос за целосна реализација на овој проект, кој што ќе овозможи да се постигне основна цел – развој на винскиот туризам во Вардарскиот регион. Овој проект офаќа површина од 5 хектари, а додека самиот објект ќе биде изграден на површина од 1 хектар. Тиквешкиот регион со години наназад ја негува традицијата за одгледување на винова лоза и производство на вино. Постојат повеќе од 70 винарници, а дел од нив имаат и простор за дегустација и туристички активности. Ги правиме, да не речам, првите чекори кон развојот на туризмот, а тоа е инфраструктурата, подобрување на инфраструктурата во овој дел. Многу туристи дојдат во Кавадарци да пијат вино, да и прошетаат културно-историските споменици. Покрај богатството со винарии, целиот Вардарски регион располага со богато културно наследство, природни убавини, цркви и манастири, што го прави привлечен и погоден за развој на винскиот и транзитниот туризам, гранка која е во постојан развој во Македонија. Вработените во Велешката болница денеска го одбележаа 7 април Светскиот ден на здравието. Предречи си комплетниот персонал доктор Атанас Василев, директор на Велешката болница, ги презентираше реализираните проекти во изминатата година. Општа болница Велес е една од 5 најдобри болници во Македонија, а со набавка на нов мамограф се очекува да стане центар за мамографија во Повардарието.
Со презентирање на реализираните проекти од изминатата година, вложувањата и постигнувањата, како и целокупниот извештај за работа на Општа болница Велес, денеска комплетниот персонал го одбележа Светскиот ден на здравието 7 април. Директорот Атанас Василев ги презентираше работите во болницата остварени во претходната година. Тој задоволен од досега сработеното, вели дека болницата е една од 5 најдобри болници во Македонија. Со оглед на тоа дека резултатите во 2014 ни се уште подобри, ја очекувам дека тој успех ќе го повториме и оваа година, зашто сепак треба да се каже дека вложивме многу труд, многу напор, многу емоции во нашето работење. Успешни сме во финансиското работење, за прв пат ја надминавме таа граница на платени извршени услуги во однос на платени средства од фондот, така да јас сум задоволен од целокупното работење од 2014 година. И годинава се очекува набавка на нова опрема. Трендот на опремување на болницата ќе продолжи, но со смален интензитет, бидејќи во претходните години извршено е целосно реновирање на некои оделенија и инсталирани се нови компјутери, мамографи, дигитален рентген апарат, апаратура за хирургија и за интерно оделение. Со дигиталниот мамограф кој се очекува да биде набавен оваа година, Општа болница Велес ќе биде центар на мамографија во Повардарието. Годишно ќе се извршуваат од 2000 до 10.000 прегледи и покрај досегашните успеси, директорот вели дека поради долгата специјализација се јавува проблем и недостасуваат соодветни кадри. Да, фали кадар заради тоа што специјализацијата е долга, 5 до 6 години специјализацијата, треба долг период еден лекар да оди на специјализација и да се врати. Светскиот ден на здравието денеска се одбележува под мотото за безбедна храна од нива до трпеза. Смртните случаи како резултат на загадена храна со бактерии, вируси, паразити, хемиски супстанции и друго предупредуваат. Како причинител број 1 на тие цревни заболувања предизвикани од загадена храна, од небезбедна храна е салмонела тифи со 52.000 смртни случаи, потоа доаѓа ентеропатогената ешерихија коли со 37.000 и на крај е норовирусот со 35.000 загадени случаи. Верифицирани случаи, смртни. Дури 40% од заболените од вакви заболувања се деца до 5 годишна возраст. На Светскиот ден на здравието 2015 година Светската здравствена организација за Европа проценува дека бројот на заболени лица со болестите кои се пренесуваат преку храна е повисок отколку што се пријавуваат во моментот и се нагласува потребата од подобрување на соработката меѓу секторите со цел намалување на здравствените ризици поврзани со небезбедна храна. Вложувањата во здравството продолжуваат. Во изминатиот период во Велешката болница вложени се 98 милиони денари, во болницата за белодробни заболувања и туберкулоза Јасиново 138 милиони денари. 25 здравствени работници се вработија во овој временски период, од кои 7 во здравствениот дом и 18 во Општата болница во Велес. Дополнителни 210 милиони денари ќе бидат вложени за реконструкција во здравствениот систем. Донесена е одлука за повеќегодишна набавка за распишување на проекти за реконструкција на болниците во Прилеп и Битола, како и изградба на нов ургентен центар во Куманово. Распишани се тендери за набавка на мамографи и опрема за Универзитетската клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Во изминатите 5 години беа реконструирани неколку одделенија во Велешката општа болница. Беа вложени 98 милиони денари и набавена опрема во висина од 75 милиони денари. За реконструкција на специјалната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасенова беа потрошени 138 милиони денари, а во здравствениот дом Велес беше набавена нова опрема. Покрај вложувањето во објектите и опремата, во изминатиот период се вработија 25 здравствени работници, од кои 7 во здравствен дом Велес и 18 во Општата болница во Велес. Во насока на унапредување и подобрување на здравството, во февруари на едукација во странство заминаа 97 здравствени работници, а до крајот на годината таа бројка треба да достигне 1000. По повод Светскиот ден на здравието, СДСМ одржа трибина во Велес. Нашите очекувања се граѓаните, освен што ќе бидат подсетени на
тоа какво ни е здравството во овој момент во нашата држава. Очекувањата се кога ќе ги слушнат и нашите решенија што како Социјалдемократски сојуз ги предлагаме, да ги продискутираме заеднички, да ги дадат доколку имаат своји забелешки, со што само би ја подобриле програмата со која што настапуваме и ќе настапуваме во еднина во доменот на здравството. Днеска сме тука јавно да проговориме за актуелните случувања во здравството и да дебатираме околу решенијата кои што ние како Социјалдемократски сојуз ги нудиме за подобрување на здравствениот систем во Република Македонија и од аспект на лекарската фела, меѓутоа и од аспект на пациентите. Членовите на Собраниската комисија за труд и социјална политика ги прифатија измените на Законот за социјална заштита на првото читање. Измените предвидуваат зголемување на социјалната и постојаната парична помош за околу 36.000 семејства. 112,4 милиони динари ќе оддели Министерството за труд и социјална политика. Најавеното зголемување на социјалната и постојаната парична помош за 10% од јули годинава ја доби поддршката од членовите на Собраниската комисија за труд и социјална политика, кои ги прифатија во прво читање измените на Законот за социјална заштита. Овие измени се во насока на значително зголемување на социјалната и постојаната парична помош за околу 36.000 семејства, кои се материјално необезбедени и реално се во тешка состојба. Средствата за ова зголемување од 112,4 милиони денари се обезбедени од буџетот на Министерството за труд и социјална политика. Министерот за труд и социјала Диме Спасов најави дека владата го продолжува трендот на зголемување на паричните трансфери кон најранливите категории и дека од 2006 година социјалната помош во просек е зголемена за 47%, а постојаната парична помош за 46%. Социјалната помош во 2006 година изнесувала 2900 денари, во 2014 4266 денари, додека постојаната парична помош од 3695 денари, колку што изнесувала во 2006 година, достигнала до 5392 денари и дека со зголемувањето од јули, таа ги изнесува 5931 денар. Министерот Спасов истакна дека во 4-годишната програма на владата планирано и понатаму зголемување на социјалната и постојаната парична помош. Најавата на премиерот Груевски за зголемување на средношколските и студентските стипендии за 10% ќе биде преточена во соодветна законска регулатива. На тој начин ќе се создадат можности за да се реализира ова покачување, од кое директна корист имаат над 7300 корисници на овие стипендии и од делот на високото и од делот на средното образование, изјави владиниот потпарол Александар Ѓоргиев. Државата во континуитет доделува стипендии за различни категории млади луѓе, пари кои представуваат значителна помош во текот на образовниот процес. Се доделуваат стипендии за 50 талентирани ученици во месечен износ од 2700 денари, 150 стипендии за ученици спортисти во износ од 2700 денари, 400 стипендии за ученици од социјално ранливите категории во износ од 2000 денари, 80 стипендии се наменети за деца без родители во износ од 2500 денари. Пари има и за учениците роми, за децата на бранителите и за децата со посебни потреби. Во делот на високото образование се даваат пари за талентираните студенти, за студенти по информатика, за студенти деца на бранители. Од тука може да се заклучи дека со мерката е опфатена широка палета на млади луѓе, средношколци и студенти, за кои ова ќе биде од големо значење. Сосема е известно дека и последното покачување на стипендиите многу брзо ќе се реализира на терен, особено ако се има предвид динамиката со која се реализира проектот ваучери за набавка на таблет компјутери. За него веќе е објавен јавниот повик за набавка на 12.000 парчиња наменети за студентите од 3-та и 4-та година, кои доаѓаат од семејства со бруто приходи до 32.740 денари. Реконструкцијата на студентските домови е капиталниот проект во високото образование. Со блокот Б по 40 години почна да се реализира санацијата на Гоце Делчев, пошто следуваат и другите крила. Целиот проект треба да се заокружи до 2016 година. Ова е сигнал дека состојбите во образованието се менуваат на подобро и студентскиот стандард постојано се подобрува.
Корисниците на дневниот центар во Велес го одбележаа доаѓањето на великденските празници. Во соработка со волонтерите од Црвениот крст, тие бојадисуваа јајца и изработуваа великденски кошнички. Изработките ќе бидат изложени на утрешната манифестација Великденско јајце, која организира општината во рамки на проектот Велес град на културата. Со изработка на кошнички и бојадисување на великденски јајца, корисниците на дневниот центар се подготвија за престојните великденски празници. Лицата со попреченост во развојот, низ дружење со волонтерите од Црвениот крст, ги отслика омилените мотиви на великденските јајца. Оваа работилница е втора во низа од пролетните активности на дневниот центар и хуманитарната организација. Се организираат разни активности за подобрување на моториката, значи вакви креативни работилници кај што нивната работна моторика се подобрува. Значи тие ги изголемуваат своите работни вештини, при тоа се социализираат, се отргаат од секојдневието кое е насочено со многу негативни емоции кај нивните родители. Во насока на социализација на лицата со посебни потреби, двете организации овој проект го имплементираат веќе 5 години. Освен работилниците, за лицата со посебни потреби се организираат и еднодневни екскурзии. Целта е оваа популација да биде имплементирана во општествените текови. Овие активности се многу значајни за корисниците на дневниот центар. Пред се добиваат знаење за начинот на одбележување на празниците, за традицијата, како се одбележуваат, пошто е познат одреден празник. Производите од великденската работилница, корисниците на дневниот центар ќе ги изложат на сопствен штанд во склоп на манифестацијата Великденско јајце. Собраните средства повторно ќе бидат наменети за оваа група граѓани. Празнувањето на патрониот празник на детската градинка Димче Мирчев оваа година беше одбележено со прикажување на нов проект. Проектот Кога ќе пораснам ќе бидам денеска беше презентиран преку професијата пилот, во кој децата особено уживаа и се забавуваа. Во склоп на овој проект ќе бидат снимени 9 емисии за различни професии во соработка со децата. Детската градинка Димче Мирчев го одбележа својот патронен празник. Градинката активно работи на низа проекти и преку игра, забава и дружење ги едуцира и привлекува децата, што придонесува нивниот број да се зголемува. Проектната активност која беше промовирана на денот на одбележувањето на патронот, а се состои од запознавањето на професиите и задоволувањето на љубопитноста на децата е насловена како Кога ќе пораснам ќе бидам. Дечињата преку игри се запознаваат со различни професии, а се запознаваат и со професионалци од повеќе области, кои им ги доловуваат на интересните моменти од сопствената работа. 9 групи беше воведена кон поимот професија, а потоа секоја од нив изучуваше одредена професија. Изучувањето, односно запознавањето на професијата кај нас се низ игра, тоа значи дека децата се запознаат со соодветната професија преку игра во самата занимална, глумење на соодветната професија, творење дека истите припаѓаат низ на одредена професија. Во периодот од април до мај ќе се снимаат 9 емисии за различни професии во заедничко дружење со децата од градинката, а ќе бидат презентирани пред јавноста преку интернет порталите и локалните медиуми. Што оваа недела ќе може да погледнат емисијата која што се однесува за професијата пилот. Едновремено при снимањето на детските емисии направивме и песна која што е одбележување на истата проектна активност и е под истиот наслов Кога ќе пораснам ќе бидам и ќе можете истата да слушнете денес. Во проектот се вклучени сите 9 групи од детската градинка Димче Мирчев, тоа е околу 300 деца. Секое дете има своја замисла за одредена професија, но сепак детските желби по несекојдневното повеќе се изразени. Сите едногласно се заинтересирани да бидат пилоти, космонаути и други слични интересни професии. Комисијата за настани за деца во склоп на проектот Велес град на културата 2015 најавува неколку настани. Се очекува гостување на Златно Славејче како и театар за деца на отворено во Младинскиот парк во месец мај. Утре во новата театарска зграда во Велес ќе гостува Драмски театар од Скопје со представата за деца Капетан Џон Пипалфокс. Ќе имаме пак театарска представа за деца, имавме гостување на Филхармонија, а на 8 ќе ни гостува Драмскиот театар од Скопје со представата Џон Пипалфокс, исто така за деца. Повторно интересот е огромен и не знам како ќе успееме да ги задоволиме потребите сите дечиња да видат оваа прекрасна бајка. Има можности можеби за репризни гостувања ли?
Тоа ќе мора да се договориме со театрите, затоа што најнапред голема е нивната желба да дојдат да настапат на оваа современа, модерна, уникатна сцена во Велес. Значи, желбите ни се заеднички, меѓутоа и тие имаат финансиски проблеми, а и се разбира дека секој настан има и своја конструкција која што треба ние да се вклопиме во буџетот што ни го дозволува Министерството за култура. Голем одрон на автопатот Скопје-Велес. Дежурните екипи на Македонија пат го расчистуваат теренот, како што дознава К1. Сообраќајот во моментот се одвива по една коловозна лента. Податоците од Народна банка покажуваат дека за 11 години во Македонија влегле околу 3 милиарди евра странски инвестиции. Најдобра година е 2007, а најлоша 2009. Денес христијаните го празнуваат Благовец, празникот на Божјата мајка. Во продолжение вестите од Македонија. Одрон на патот Скопје-Велес денес го блокираше сообраќајот. Зафатени беа двете коловозни ленти во близина на мостот кај манастирот Свети Јован Ветерски. Сообраќајот беше во целосен застој до попладневните часови. Две машини на јавното предпријатие Македонија Пат успеа да расчистат едната коловозна лента која е во функција. Повеќе автомобили беа заглавени во десетина километри долгата колона на патот. Од регионалниот центар за управување со кризи од Скопје велат дека се прават максимални напори коловозот да се оспособи за нормално движење. Податоците од Народната банка покажуваат дека за 11 години во Македонија влегле нешто помалку од 3 милиарди евра странски инвестиции. Највисок износ е регистриран во 2007 година од 505 милиони евра странски инвестиции, а најлоши се 2009 и 2010 година, кога кај нас влегле 145, односно 160 милиони евра. Лани 13 компании официјално објавија влез во земјава, а уште десетина веќе имаат донесено интерни одлуки за влез. Само во јануари годинава во земјава влегле 36 милиони евра, или 10 милиони повеќе од истиот месец лани. Христијаните денес го празнуваат Благовец. Ова е празник на Божјата мајка, а според старата црковна традиција е и празник на сите мајки. Благовец се паѓа во текот на Великденскиот пост и е посебен празник. Благовец е строго поврзан со Божик и се празнува точно 9 месеци пред него. Тоа е ден на мајката која дала нов живот. Тогаш децата и благодарат на мајката, ја гушкаат и даваат дарови во знак на љубов, почит и внимание. Мајките пак ги благословуваат децата и тие да имаат своји рожби и радости. Какво ќе биде времето на Благовец, такво ќе биде и цела година. На овој ден се покажува особена сострадалност и помош кон сирачињата, кон бедните и кон унесреќените. Новите дождови во Србија предизвикуваат проблем со реките и нивниот водостој. Предупредувања за нови поплави испраќаат тамошните институции. Снежно невреме и во Хрватска, следуваат вестите од светот. Руските национални медиуми, цитирајќи неименувани законодавни извори, јавија дека подморница со нуклеарен погон било зафатено од пожар на бродоградилиште во регионот Архангелск. Според нив, подморницата Малата звезда се запалила на пристаништето Северодвинск во северозападна Русија. Се уште нема информации за жртви. Извештаите наведуваат дека пожарот можеби започнал за време на заварувањето на подморницата. Оркански ветар со голема брзина го блокира патниот и поморскиот сообраќај во Кварнер. Поради снегот, отежнате сообраќајот во Горски Котар и во Лика, јавуваат хрватските медиуми. На мостот кој го спојува островот Крк со Риека е забранет сообраќај за автобуси, мотоцикли и возила со камп приколки. На Јадранската магистрала во Бакарскиот залив забрането е движење и на возила за доставување. Снегот што паѓа во Лика дополнително го отежнува сообраќајот, а можни се и одрони. Поради лошото време во прекин се и траектните линии меѓу неколку острови со Риека, Сплит, Вела Лука и други. Србија е под вода поради долготрајните врнежи. Западна Морава се излијала и затворен е патот меѓу Грдица и Опланичи.
Исто така, патот на Ибарската магистрала е делумно урнат кон кањанот и пругата, а сообраќајот се одвива по една коловозна лента. Поставени се знаци за предупредување. Началникот за секторот за вонредни состојби Предраг Марич изјавил дека ноќта поминала мирна, но дека цела Србија е преполна со вода поради претходните врнежи што траат со месеци. Заради најавите за дожд, секторот е на ниво на готовност. Нема опасност од големи поплави иако нивите се под вода, а поплавени се и неколку куќи во Мосиња кај Сталач. Институциите се подготвени за евентуална евакуација на луѓето поради создадените свлечишта или поплавени места, каде што се излеваат реки, потоци или се зголемени водотеци од растопен снег. Полицајците од местото Принцес Ен во Мериленд во САД изјавија дека сите лица кои се пронајдени мртви биле роднини, како и дека засега нема индиции дека станува збор за насилство. Локалните медиуми јавуваат дека станува збор за труење со јаглерод моноксид. Полицијата пристигна во куќата во која се пронајдени телата, по дојавата на еден колега на возрастна личност која е пронајдена мртва. Полицијата соопшти дека пронајдените деца биле на возраст од 6 до 16 години. На денешниот управен одбор, Фудбалската федерација на Македонија одлучи да ја прекине соработката со селекторот Бошко Ѓуровски. 6 ракометарки на Вардар номинирани за Дрим тимот од Лигата на шампионките. Во продолжение проследете ги останатите вести од домашниот спорт. На денешниот управен одбор на Фудбалската федерација на Македонија на селекторот Бошко Ѓуровски му беше врачен отказ по лошите изданија на репрезентацијата. Одлуката за прекин на соработката е донесена поради очекувањата на ФФМ и притисокот на фудбалската јавност за подобри резултати во тековните квалификации за Европското првенство и подобар рейтинг на нашата А репрезентација. Ѓуровски како предводник на репрезентацијата оствари 2 победи, 6 порази и 3 нерешени резултати, а за предвремената разделба со досегашниот селектор, ФФМ согласно меѓусебниот договор ќе мора да му исплати 3 плати или вкупно 21.000 евра. Пред неколку дена оставка си поднесе директорот на репрезентацијата Илија Најдовски, кој порача дека секој инволвиран во македонскиот фудбал мора да се однесува одговорно. Со еден сребрен и еден бронзен медал, кавадарчаните Филип Ризов и Мартин Ташев го надополнија брилјантниот настап на македонскиот кикбокс тим, кој од 16-тиот интернационален Бихач Опен 2015, кој изминатиот викенд се одржа во Босна и Херцеговина, се врати со 15 медали, од кои 4 златни, 5 сребрени и 6 бронзени медали. Во категоријата Kick Light за кадети до 15 години за надпреварувачи до 52 килограми, Филип Ризов го освои сребрениот медал, откако загуби во финалето на поени со резултат 2:1 од својот противник од Унгарија. Унгарецот беше кобен и за Мартин Ташев, кој во јуниорската категорија во дисциплината Kick Light за надпреварувачи до 63 килограми го освои бронзениот медал. Инаку на Бихач Опен 2015 Ризов и Ташев настапија како дел од Македонија тим, во кој освен од тимот на Будо од Кавадарци имаше и представници од клубовите Гладиатор од Неготино, Гладиатор од Штип, Голден тим од Охрид и скопските Гладиатор, Шампион и Фајт тим. Изминатиот викенд на патеката Јаница во Грција се возеше првата рунда од источноевропскиот шампионат во мотокрос. Во несилната класа MX1 битолчанецот Христијан Илиоски го освои третото место од двете трки, а во квалификациите тој беше првопласиран со најдобро време. Во изјавите за медиумите пред оваа трка тој објави дека ќе настапува со стариот мотор и се уште нема добиено никаква финансиска помош, а трката ја возел без зимски подготовки. На трката во Грција настапија и други наши возачи. Гоце Томовски е седми во MX1, а во MX2 први 15 бодови освои Ангел Ристов, додека кај ветераните Мирче Ќорнаков и Борче Костов освоија идентично 30 бода. Според календарот, следната трка треба да биде одржана на 26 април во Крешево, Босна и Херцеговина.
6 од ракометарките на женскиот ракометен клуб Вардар се номинирани во изборот на Дрим тимот на сезоната 2014-2015 во Лигата на шампионките. Идеалниот тим ќе го оформат гласовите на навивачите, а гласањето е започнато и веќе е во тек. Голманката Амандин Лейно е номинирана помеѓу 5 голманки кои конкурираат за најдобар чувар на мрежата во Лигата на шампионите, а во конкуренција за останатите позиции се и Сириба Дембеле, лево крило, Андреа Пензиќ, левбек, Андреа Лекиќ, среден бек, Јованка Радичевиќ, десно крило, како и Ања Алтхаус во категоријата за најдобра одбранбена ракометарка. Индира Кастратовиќ не е помеѓу номинираните за најдобар тренер за оваа година. Актуелниот првак во премиер лигата Манчестер Сити доживеа неочекуван пораст на гости од тимот на Кристал Палас и падна на 4-та позиција на табелата. Турското фудбалско првенство ќе биде суспендирано на најмалку една недела по неодамнешните вооружени напади врз автобус во кој се превозуваа фудбалерите на Фенербахче. Вести од меѓународниот спорт. На синоќешниот премиер лигашки натпревар кој го комплетираше 31-то коло, актуелниот шампион Манчестер Сити доживеа непријатен пораз на гостувањето кај Кристал Палас на Селхурст парк од 2:1. Со овој 6-ти сезонски пораз на 7 кола до крајот на сезоната, граѓаните се оддалечија од одбрана на титулата и паднаа на 4-та позиција на табелата со 61 бод зад екипите на Арсенал и Манчестер Юнајтед и 9 помалку од лидерот на табелата Челси. Трите последователни порази во премиер лигата се само на дополнување на лошите резултати на клубот од Манчестер по елиминациите од Лигата на шампионите и од ЕФА купот. Чилеанскиот стратег Мануел Пелегрини не стравува од отказ, без оглед на очаните резултати и не чувствува никаков притисок од управата на клубот. Екипата на Дюк е шампион на овогодинешното издание од Универзитетската лига во САД, кој се одржа во Индианаполис, откако сините ѓаволи рано утринава славеа во финалето против Висконсин со резултат 68-63. Дюк, предводен од актуелниот селектор на Дрим Тим Мајк Жижевски, успеа да оствари предност во финишот од надпреварот и повторно да се искачи на пиедесталот во најталентираното надпреварување во светот. Ова беше воедно и девето одиграно финале за Кшижевски, кој стана вториот најуспешен тренер во историјата со 5-та титула во кариерата. За MVP на финалето е прогласен Тајус Џонс, кој постигна 19 поени. Дюк во последните 6 години ја освои втората универзитетска титула и вкупно 5-та во историјата на универзитетот. Турската фудбалска федерација донесе одлука да го запре фудбалот во земјата за околу една недела на претходно барање на челниците на Фенербахче, се додека не се реши ситуацијата со терористичкиот напад од пред 3 дена. По огнениот напад на нивниот автобус во саботата, непосредно по враќањето од дуелот со Ризеспорт, беше повреден возачот кој бил итно опериран, а фудбалерите се под стрес и уплашени бидејќи при нападот можеле да ги изгубат своите животи. Турската полиција на североистокот од земјата уопси двајца осомничени кои наводно пукале во автобусот кој се движел на аеродромот во Трабзон, а целта на нападачите била да го преврти автобусот и урне во морето. Денес имавме нестабилно време проследено со врнежиот дожд на пониските места и врнежиот снег на повисоките. Дуваше засилен северен ветер. Повеќе сончеви периоди можеме да очекуваме утре. Според метеоролозите, максималната температура ќе го достигне 14 степен. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.